Здраво, драги родители! Свесното родителство е родителство кое не ја гледа површноста во односот со детето, туку таа гради една вистинска врска, автентична, спонтанна, длабока врска во односот родител-дете. И средбата овде на Малиот принц, која што во ова видео сега ќе ја слушнеме, е наредната средба со розите и со лисицата. И ова средба е духовен момент на будење и подсетување дека љубовта и врската се градат со текот на времето и преку посветеност. И само така родителите можат да гледаат со срцето и да препознаат што е навистина суштинско. А сега да ги прочитаме овие две средби и да видиме што се случува. По долго скитање низ песок, карпи и снегови, Малиот принц на крајот на краиштата нашол еден пат. А сите патишта водат кон луѓето. Добар ден, рекол тој. Тоа било една расутена бавча со ружи. Добар ден, рекле ружите. Малиот принц ги погледнал. Тие сите личеле на неговото цвеќе. Кој сте вие? Ги прашал тој сиот вчудо невиден. Ние сме ружи, рекле ружите. Се зачудил Малиот принц. И тој се почувствувал многу несреќен. Неговото цвеќе му раскажувало дека било единствено од својот вид на светот. А еве, овдека ги има 5000, сите исти. И тоа само во една бавча. Кога моето цвеќе би го видело сето ова, многу би се навредило, си помислил тој. Многу би кашлало и би се преправало дека умира за да ги избегне подсмевнувањата. А јас би бил принуден исто така да се преправам. Дека се грижам за него, инаку тоа би можело за да ме навреди и навистина да умре. Потем тој уште си размислувал. Мислев дека го имам единственото цвеќе, а всушност имам само една обична ружа. Неа и моите 3 вулкани што ми достигнуваат до коленици. И од кој едниот е за секогаш згаснат. Со сето тоа не сум некој голем принц. И легнат во земјата, тој се расплакал. Тогаш се појавила лисицата. Добар ден, рекла лисицата. Добар ден, учтиво одговорил Малиот принц. Се свртил, но не видел ништо. Јас сум тука, рекол гласот, под јаболкницата. Кој си ти? Прашал Малиот принц. Ти си многу убав. Јас сум една лисица, рекла лисицата. Дојди да си играш со мене, и рекол Малиот принц. Многу сум тажен. Јас не можам да играм со тебе, му одговорила таа. Јас не сум припитомена. Прости, рекол Малиот принц, но поразмислил малку и додал. Што значи тоа припитомена? Ти не си од тука? Го прашала лисицата. Што бараш тука? Јас барам луѓе, одговорил Малиот принц. Што значи тоа припитомена? Луѓето, рекла таа, имаат пушки и ловат. Тоа е многу незгодно. Тие исто така одгледуваат кокошки. Тоа е единствената полза од нив. Дали ги бараш и кокошките? Не, рекол Малиот принц. Јас барам пријател. Што значи тоа припитомена? Тоа е една многу заборавена работа, рекла лисицата. Тоа значи создавање врски. Создавање врски? Па, се разбира, рекла лисицата. Ти за мене се уште си само едно обично дете слично на стотици илјади деца. И јас немам потреба од тебе. И ти исто немаш потреба од мене. Јас за тебе сум исто така само една лисица слична на стотици илјади лисици. Но, ако ти мене ме припитомиш, ние ќе имаме потреба еден од друг. Ти ќе бидеш за мене единствен на светот. Јас ќе бидам за тебе единствена на светот. Сега почнувам да разбирам, рекол Малиот принц. Има едно цвеќе. Мислам дека тоа мене ме припитомило. Тоа е можно, рекла лисицата. На земјата можат да се видат разни работи. Па тоа не е на земјата, и рекол Малиот принц. Лисицата била зачудена.
На некоја друга планета? Да. Дали има ловци на таа планета? Не. Тоа е интересно. А кокошки? Не. Ништо не е совршено, воздивнала лисицата. Лисицата се вратила на својата тема. Мојот живот е здодевен. Јас фаќам кокошки, а мене ме фаќаат луѓето. Сите кокошки личат меѓу себе и сите луѓе личат меѓу себе. Мене помалку ми е здодевно. Но ако ти сакаш да ме припитомиш, мојот живот ќе се разведри. Јас ќе распознавам еден шум на чекор, што ќе се разликува од сите други. Другите чекори ме тераат да се кријам под земи. Твојот како музика ќе ме мами надвор од моето дувло. А сега гледај. Ги гледаш ли онаму полињата со жито? Јас не јадам леп. За мене житото е некорисно. Полињата со жито не ме подсетуваат на ништо. И тоа е толку тажно. А ти имаш златеста коса. Кога ќе ме припитомиш, ќе бидеш чудесно убаво. Житото што е златесто ќе ме подсетува на тебе. И јас тогаш ќе го сакам шумот на ветрот во житото. Лисицата молкнала и долго време го гледала малиот принц. Те молам, припитоми ме, рекла таа. На драго срце би го сторил тоа, но немам време. Јас морам да пронајдам пријатели и да запознавам многу работи. Само работите што се припитомени можат да се запознаат, рекла лисицата. Луѓето немаат од повеќе време за да запознаваат што и да е. Тие сите работи ги купуваат кај трговците. Но, бидејќи воопшто не постојат трговци пријатели, луѓето немаат пријатели. А ти, ако сакаш пријател, тогаш припитоми ме мене. Што треба да направам? Прашал малиот принц. Треба да бидеш многу трпелив, одговорила лисицата. Ти прво ќе седнеш малку подалеку од мене. Така, во тревата. Јас ќе те гледам подолго и ништо нема да ти речем. Зборувањето е извор на недоразбирање. Но ти секој ден ќе можеш да седнуваш се поблиску. Утредента малиот принц дошол пак. Ќе беше подобро ако дојдеше во истото време, рекла лисицата. Ако доаѓаш, например, во 4 часот попладне, јас уште од 3 часот ќе почнам да бидам среќна. И колку повеќе време ќе изминува, јас ќе се чувствувам се посреќна. Во 4 часот веќе ќе се возбудувам и ќе се вознемирувам. Ќе ја откријам цената на среќата. А ако доаѓаш во кое било време, никогаш нема да знам кога да се радувам. Обичаите се потребни. Што е тоа обичаите? Прашал малиот принц. Тоа е исто како една работа на која се заборавило, му одговорила лисицата. Тоа е она што се разликува од другите денови. Тоа е кога еден ден е поинаков од другите. Така, например, моите ловци имаат еден обичај. Во четвртокот тие играат в село со девојките. Тој ден е значи чудесен. Јас тогаш одам да шетам дури во лозјата. А ако ловците танцуваат во било кој ден, тогаш сите денови ќе бидат еднакви и јас никогаш не ќе имам одмор. Така малиот принц ја припитомил лисицата. А кога се приближил денот на разделбата, рекла лисицата, јас ќе плачам. Тоа е по твоја вина, и одговорил малиот принц. Јас не сакав да ти сторам ништо лошо, но ти сакаше да те припитомам. Се разбира, одговорила лисицата. Но ти ќе плачеш, и рекол малиот принц. Се разбира, одговорила лисицата. Тогаш ти со тоа не добиваш ништо? Добивам, рекла лисицата, заради бојата на житото што ќе ме подсетува на твојата коса. Потем таа додала. Оди да си ги видиш ружите и ти ќе разбереш дека твојата ружа е единствена на светот. Ти ќе се вратиш да ми речеш збогум и јас ќе ти подарам една тајна. Тогаш малиот принц отршал да ги види ружите. Вие воопшто не личите на мојата, вие уште не сте ништо, им рекол тој. Вас уште никој не ве припитомил и вие никого не сте припитомиле. Вие сте каква што беше мојата лисица.
Таа беше само една обична лисица какви што ги има со стотици илјади. Но јас неа ја направив да биде моја пријателка и таа е сега единствена во светот. Ружите биле многу засрамени. Вие сте многу убави, но вие сте празни, им рекол на крајот малиот принц. За вас не може да се умре. Се разбира, за мојата ружа еден обичен минувач ќе мисли дека таа личи на вас. Но таа е единствена. Таа е поважна од сите вас, затоа што јас неа ја полевав, затоа што јас неа ја покривав, затоа што јас неа ја засолнив со парава, затоа што поради неа ги откорнав сите буријани освен 2-3 за пеперутките, затоа што јас неа ја слушнав како се поплакува или како се фали, па дури понекогаш и да молчи. Затоа што таа е моја ружа. И тој се вратил кај лисицата. Збогум, рекол тој. Збогум, одговорила лисицата. Еве ја и мојата тајна. Многу едноставна. Само со срцето добро се гледа. Најважното е невидливо за очите. Најважното е невидливо за очите, повторил малиот принц, за да не заборави. Луѓето ја заборавија таа вистина, му рекла лисицата, но ти не треба да ја заборавиш. Ти за секогаш остануваш одговорен за она што си го припитомил. Ти си одговорен за твојата ружа. Јас сум одговорен за мојата ружа, повторил малиот принц, за да не заборави. Средбата со цвеќињата, овде е едно огледало на болката и на разочарувањата. Кога малиот принц ја открива градината со илјадници рози, тој првпат чувствува болка, доживува разочарување, затоа што верувал претходно дека неговата роза е единствена, а одеднаш догледнува илјадници исто такви рози. И неговата детска илузија, неговата детска фантазија се руши и во суштина ова е еден клучен момент за сите родители кои што во текот на својот живот, во текот на своето родителствување и како го доживуваат истото, моментот кога сваќаат како се руши детската фантазија, затоа што во одреден момент не се подудира светот со нивната детска фантазија и тука се јавува еден судир помеѓу наивната детска верба и од една страна и суровата реалност од друга страна. И која е задачата во свесното родителство? Задачата не е да родителот да ја избрише или пак да ја потисне, да ја минимизира болката и разочарувањето кој што детето го доживува, да му каже, например, има уште многу играчки или уште многу ружи, цвеќиња, тоа не е ништо, туку едноставно да биде тука со него присутен и да може да му ја потврди неговата болка. Например, да му каже, разочаран си затоа што мислеше дека само твојата играчка е единствена, или пак да му рече те боли бидејќи реалноста не изгледа иста како фантазијата која што си ја имаше во својата глава. Значи, кога родителот успева да ја потврди таа болка, тоа чувство кое што го има детето од своето разочарување, тој му помага на детето да може тој да изгради една внатрешна сила за да се справи, да ја согледа и да се справи со вистината. И затоа свесното родителство учи, односно им објаснува на родителите дека болката која што се случува кај детето не е непријател. Туку што представува болката е сојузник, болката е учител. И таа отвара патишта, отвара врати кон едно автентично растење, автентично зреење, што подразбира кога ќе ја видиш болката, кога ќе ја видиш од вистината, да можеш да останеш со неа поврзан.
И детето кое научува да се справи во животот, да се справува со разочарувањето, да ја согледа вистината, значи без при тоа да изгуби љубовта за себе и за светот околу него, кој што го обкружува, расте во една личност која е стабилна, која е сочувствителна личност, креативна личност, личност која што се уште верува дека може да сака во животот и може истовремено и да се биде сакан. Понатаму во средбата со лисицата пак, што ни символизира таа? Таа ни символизира една лекција за врските. Значи, таа открива една тајна која истовремено ја представува сршта на свесното родителство. И таа е многу едноставна тајна која гласи: ти си одговорен за она што си го припитомил. Тајна која не бара ништо спектакуларно, туку само бара внимание, бара присутност, бара време, бара трпение. А тоа е сето она кое што децата го бараат од својот родител. Меѓутоа, во светот денес во кој возрастните многу брзаат, поставуваат правила, бараат брзи резултати, детето копне секогаш барем по едниот родител да може да седи со него без да гледа на часовникот, да може да го слуша без да биде осудено, да може да го види без да го наблюдува како ученик или постигнувач, туку да го гледа само како душа. И токму тоа припитомување кое што го бара лисицата од Малиот принц, во суштина значи градење, создавање на врски преку секојдневно мали повторувања на гестови кои носат и градат доверба во таа врска. Меѓутоа, кога родителот мисли дека треба да остане, да биде совршен, да биде силен, да биде авторитативен во врската со детето, што се случува? Тогаш родителот ги потиснува своите вистински чувства, емоции, вистинските мисли и создава бариери во односот со своето дете. Значи, детето притоа секогаш ќе ја почувствува таа маска која што ја навлекол родителот. Меѓутоа, единствено кога родителот може да ја соголи таа маска, да ја тргне, да ја напушти, тек тогаш ќе се покаже човечноста кај личноста, кај родителот, затоа што во основа сите луѓе сме човечни, што значи дека не сме совршени битија, дека сите доживуваме и радост, и тага, и смеја, и да бидеме свесни за тоа дека секогаш не знаеме, дека имаме и знаење одредено, меѓутоа за многу работи не знаеме и дека треба да учиме во својот живот, и тек тогаш врската станува вистинска со нашите деца. Ако, значи, родителот не споделува соодветно, не ги споделува соодветно своите емоции, своите чувства во односот со детето, настанува дистанца, настанува разделување, се намалува блискоста меѓу родителот и детето, а свесното родителство е токму тоа што ги советува родителите да практикуваат отвореност со мерка во односот со своето дете, затоа што детето нема потреба да го носи целиот товар од светот. Значи, детето има право да живее во средина во која не се крие вистината. Туку таа се кажува на начин на која што ќе ја храни довербата помеѓу родителот и детето. Кога нема тајни од страв, врската и те како станува, се претвора во еден простор за доверба. Родителот
не крие не го крие стравот, не се крие за својата родителска улога, сериозна родителска улога, во наводници, и почнува тогаш да станува еден автентичен човек кој сваќа дека на вистина треба да учи заедно со своето дете. И секое играње, секое раскажување на приказни, секое споделување на тајни, не е губење на време во врската со детето, туку тоа представува градење на врски, на здрави врски со детето. И тогаш детето може да научи дека постои затоа што е вредно. Со самиот факт дека е навистина вредно. Зошто е битно ова? Затоа што децата кои што не се припитомени, односно кои што не чувствуваат сигурност во врската со родителот, тие растат една празнина. И таа празнина понатаму бараат да ја пополнат со надворешни потврди, преку титули, преку оценки, преку аплаузи, преку дипломи и така натаму. Меѓутоа, децата кои што се припитомени со љубов и те како знаат дека нема потреба да бараат валидизација од надворешните фактори. И лисицата овде во суштина е една мудрост која им недостасува денес на голем број на возрастни, затоа што треба таа мудрост представува дека единственоста на децата, нивната уникатност не е во споредбата со другите, туку во градење на врска, на автентична врска со нив. И лисицата токму е гласот на душата, гласот кој што зборува преку лисицата, зборува гласот на внатрешната мудрост, која што ја води личноста кон една кој ја носи кон вистината за љубовта и за одговорноста. Која е пораката? Пораката која што ја дава лисицата е само со срцето може да се гледа. И ова порака на вистина е духовна порака, затоа што припитомувањето не представува врзување во смисла на независност, туку на создавање врска која што не менува, не трансформира потполно. Не само како личности, туку потполно ја трансформира нашата душа. Љубовта станува духовна практика, секојдневна духовна практика, кој што бара време, кој што бара ритам, кој што бара ритуали, кој што бара присуство. Затоа што вистинската врска не се случува од еден ден, од една година, од неколку недели. Таа се случува преку постојано повторување, посветување, и тоа нешто не носи кон патот на верноста. И во духовна смисла детето ни е дадено не како наше, туку како душа која што треба родителот да ја припитоми. Затоа задачата на родителот е да ја припитоми со љубов, да ја направиме таа душа да се чувствува сигурна, да се чувствува безбедна, да се чувствува дека е сакана, каде што е донесена овде, на земјата, на овој свет. И преку светињата пак духовната порака е дека прво умираат илузиите, а тек потоа се раѓа вистината за љубовта. И така во родителствувањето од свесниот пристап, дека прво
настанува процес на соголување на илузите, тргање на маските на родителите, тргање на се она кое што е извештачено, што не е природно, што го собрал кај себе родителот во текот на своето растење, и тек потоа градење на вистинска врска со детето, врска која што ја храни не само душата на родителот, туку и душата на детето. И со тоа им се возможува на тие две страни да можат да живеат во една автентична вистина. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледам.